Почитувани гледачи, добре дојдовте во емисијата 15 минути со. Иако оваа емисија сте навикнати да ја гледате со друг водител, оваа вечер ова нема да биде возможно, затоа што тој е присутен, меѓутоа неговата улога вечерва е малку поинаква, затоа што ќе зборуваме за некои негови случувања, негови успеси, наместо од спротивната страна кога тој ги прашува своите соговорници. Со нас е Ѓорги Калајчев, автор, поет, текстописец, водител, новинар, човек со децениско искуство пред камерите, но и зад камерите како креатор на содржини. Добра вечер, добре дојде Ѓорги. Добро вечер, Сузана. Ти благодарам што ме покани во оваа емисија и тоа значи дека во некоја блиска иднина јас ќе бидам водител на вести и ти ќе ми бидеш гостинка. Зошто да не? Зошто да не? Се шегувам. Честопати човек колку и да работи, колку и да твори, се чувствува дека неговиот труд, неговата креација е само една капка во морето, дека она што го прави не допира многу луѓе, не се вреднува доволно, или пак дека сме беззначајни во светот и во времето во кое што живееме. Сепак, ако сме доволно трпеливи, ќе видиме дека ова е еден тек кој што навалува и на едната и на другата страна, дека всушност она што го правиме има некаков импакт, допира до луѓето, и значајни и беззначајни сме едновремено. Ова се докажува последниве неколку седмици интензивно, ми се чини во твојот случај, затоа што доби неколку вредни награди, значајни, кои што се однесуваат на повеќе аспекти од твојата работа. Би се сложил ли со ваквите констатации? Да, чудесна работа. Деновиве се случија многу интересни нешта. Во рокот само 4-5 дена се случија 3 убави нешта за мене. Најпрво беше промовирано, официјално беше промовирана една песна, чиј автор на текстот сум јас. Станува збор за песната Мое Берово, која официјално беше изведена на некаква манифестација во Берово. Песната е стара веќе 1 година, можеби и повеќе од тоа. Сум го напишал тој текст по нарачка на Горан Алачки, познат и признат и хармоникаш, и композитор, и аранжер. И просто и заборавив на таа песна и се израдував како мало дете. Знаеш, ние авторите се радуваме на секое наше чедо. И излезе и прекрасно видеот, многу бав спот, по заслуга на нашите Ѓорги Кончалиев и Кире Пиличев од Шоутам. Го видов тоа на Фейсбук, го видов тоа на социјалните мрежи и навистина беше прекрасно. И самата песна, вклучително и текстот, многу сум задоволен и многу сум горд на оваа песна, иако не е песна за мојата струмица, туку е за Берово. Една песна која се случува во еден период на моје, така да кажам, абстинирање од пишување песни, нели, за естрадата. Да, и токму последен таков период, не само што излегува оваа песна, туку ја добиваш и наградата за животно дело на фестивалот кој што во својот фокус ја има шегобината, хумористичната песна, сатирата. И Тумбафест од Куманово, таму ја добиваш наградата за животно дело. И ова, а што е ако не е повик да им се вратиш на естрадата и на пишувањето текстови за јас не сум, се извинувам, јас не сум кажал збогом на тие песни, но некако, не знам, како да нема потреба. Моите песни се секогаш правени по нарачка, никогаш во животот, јас со таа работа се занимавам веќе 3 децении без малку. И никогаш, ама баш никогаш, ниту еднаш, не сум напишал песна намената за таа работа, за естрадата, за некој пеач, пеачка и така натаму. Зошто е тоа така? Или така? за композитор, која би ја држал во фиока, нели, ке напишам песна, сега ќе чекам некаква нарачка, па ќе ја извадам од фиока и ќе кажам, или ќе ја понудам на некоја пеачка и ќе кажам, имам песна за тебе, специјално за тебе, тоа е лага, нели? Обично така велат тие што пишуваат. Сакам да знам за кого пишувам. Според физиономијата, според карактерот, според темпераментот на еден пеач или
или пеачка. Така сакам да ги пишувам Не ти се песните. случило да ти звонат зборовите во глава, да ги запишеш, а потоа да речеш ова може да го отпее тој? Да, малку сум непедантен. Тие зборови одзвонуваат и не ги запишувам, туку као да, ги чувам некаде во главата. Да, се случува многу често. Особено во последно време, кога година по година и старееме, нели, помалку. Вчера, кога те снимав за вестите, рече дека колку е драга наградата за животно дело, толку ја чувствуваш и како една животна пресвртница, дека го минуваме, нели, поминало доста време си. Меѓутоа има и една убавина, значи сме направиле доволно штом сме добиле такво признание. Во секој случај, јас тоа го кажав и на сцената на Центарот за култура Трајко Прокопиево Куманово и пред камерите на македонската телевизија која го снима овој фестивал, овој настан, беше специјален настан заради тоа што тоа беше 10-то јубилејно издание на Тумба Фест, иако овој фестивал постои од 96-та или 95-та година, значи од минатиот век, и во чест на тој јубилеј, тие доделија награда за животно дело, за моја среќа таа награда ја добивам јас. Луѓето не заборавиле што јас сум оставил за овој фестивал, бидејќи во првите години, во првите 5-6 години од фестивалот, јас напишав многу, можеби 15 на 20 фолк рефрени за разни пеачи, и тоа многу познати пеачи, да кажеме Лејче Кукич, Петранка Костадинова, Атина Апостолова, Росана Сарич Тодоровска, групата Биоритам, Виолета Митева се уште пееше и така натаму. Навистина преубави песни, за кои јас ги добив сите, ама буквално сите, први, втори, трети награди, за само 3 години. Само толку години тој фестивал имаше надпреварувачки карактер. Сите останати имаше ревијален карактер и тоа ми се допаѓа. Ревијалноста на еден фестивал е многу убаво, бидејќи сите помалку сме самобендисани, мора да си признаеме, нели? И има тука лутење, јас имав подобра песна од твојата или обратно и така натаму, кога е ревијален сите се дружат, тоа е прекрасно. Но велам, за само 3 години ги освои сите, први, втори, трети, награда за најдобар текст и награда за најслушана песна на меѓу два фестивала. Тоа се сите награди кои се доделуваат. И се врати тој фестивал после долги години и еве конечно некој му текнало дека Ѓорги Калајџиев има оставено убави песни, победнички песни на тој фестивал и драго ми е што ја добив оваа награда. И да не заборавам, 2 години или 2 изданија на Тумба Фест бев и водител, сам, без водителка, сам го водев фестивалот, беа тоа убави години. Кој те контактираше, Ѓорги? Велиш некому му текнало, станува збор за луѓе од поранешната организација и кои што се уште се тука? Не. Како се случи тоа? Како името на Калајџиев нели се најде во конкуренцијата за една таква награда? Се случи тоа на овогодинешното издание на Фолкфест во Ландово. Во паузите, нели, излегуваме 4-5 пати во текот на една вечер, заедно со Ирена Спировски, правевме паузи, излегувавме надвор, беше премногу жешко во Домот на културата во Воландо, на фестивалската сцена Јанко Узунов, излегувавме надвор, на цигара, на дружење со пеачите, со текстописците, со композиторите и така натаму, и ми приде директорот, односно човекот кој го врати фестивалот, тоа е Драган Јаким, човек кој е претседател на некакво здружение кое се вика Етно Ризница. Тој го прави Тумба Фест, но прави и некакви детски фестивали, други проекти и така натаму и така натаму. И приде и вели господине Калајџиев, знам дека вие многу оставивте за Тумба Фест, дали се согласувате мој предлог или наш предлог на организациониот одбор на Тумба Фест е вам да ви доделиме награда за животно дело. Јас го гледав неколку секунди така. Бледо? Не бледо, така како со недоверба, велам човекот да не се шегува. Сигурни, да, вика, тоа е наша одлука и тоа ми го потврдија неколку дена пред фестивалот и еве, ја добив таа награда. И како е сега кога во својата витрина ја ставаш и првата награда за животно дело? Како е, веројатно,
Не знам, чудно е чувството. Имаш Навистина, десетици помалку награди, сум не знам тажен, колку, помалку сум 50 тажен. награди. Многу сум радосен, ама малку сум тажен. Велам, но ти кога се добива една таква награда, јас се споредувам со Иван Котев. Тој во последно време доби такви награди за животно дело, ама Иван Котев е, рече си, 30 години постар од мене или 25, да кажеме, и време му е за такви награди. Чинам дека мене се уште не ми е време. Добро, па Ама нека е убаво само е чувството почеток во на секој случај. на една врвица Така. признанија кои што би следувале Да, во иднина. да. Би сакала да позборуваме за наградата Горан Бујк, која што ја доби од Хрватска, од тамошното книжевно друштво, кое што е со седиште во Риека, но гранокот во Задар има една прекрасна награда која што ја доделува секоја година на новинари и книжевници. Како ја прими оваа вест дека те покануваат на една прекрасна таму средба со автори од целиот регион, да читаш, да бидеш дел во едно такво дружење? Така, тоа се случи помеѓу тие два настана. Значи, промоцијата на Моје Берово и наградата за животно дело, некаде помеѓу тие две нешта се случи објава на социјалните мрежи дека Хрватското книжевно друштво со седиште во Задар, огранокот во Задар, ги доделува наградите Горан Бујч, има три, мислам, за хрватски автор, за автор надвор од границите на Хрватска и за млад автор. И дополнително, мислам, наградата Донат и одлуката на ХКД Задар со едно чудо, една голема бројка на членови на жири комисијата, во која е и нашиот Васил Тоциновски, нели? Еве, објавиле и бев пресреќен кога го прочитав своето име. Наградата ќе биде доделена на 28 ноември. Како ќе биде, значи се уште не е доделена, само објавена. Се надевам дека ќе отпатувам, да сме здрави и живи. Наградата всушност е доделена, но треба да се прими. Меѓутоа, сакам да кажам, јас сум само една алка од низата на успех на струмички поети, новинари, нели? Бидејќи ти од Струмица беше првата која ја доби таа награда и ти можеш малку повеќе да кажеш каква е атмосферата на тој фестивал. Или па веднаш потоа Ана Витанова Рингачева, јас сум трети од Струмичанец, од вкупно 8 години се доделува таа награда, а наградата е посветена на Горан Бујч. Јас малку знам за него, ти можеби сигурно знаеш повеќе од мене. На човек кој е многу млад, заминал од овој свет, бил и новинар и одличен поет и убаво е, чувството се разбира. Кога се надевам дека ќе имаш можност да отпатуваш во Задар, па кога ќе се вратиш да може да ги сублимираме впечатоците како е години однапред и сега, нели? Се разбира, бидејќи се менуваат можеби организацијата и луѓето кои што доаѓаат таму ќе дадат нов печат на... Но знам, да кажеме некој од нив, да кажем, го знам Валерио Орлич, кој е дел од целата таа екипа, иако е тој од Риека, ако не се лажам. Тој е основачот всушност на книжевното друштво и во Задар прави огранок. Се запознав со него на пред 3 години на Карамановите средби, извореден автор, извореден другар, многу позитивна личност. Знаеш, заедно бевме во еден неков проект, а тоа беше Прозорец кон светот во време на пандемијата, кога се дружевме 100 поети од целиот свет. Беше вистина убаво и се надевам дека еве ќе се видиме со Валерио, ќе запознам нови луѓе таму од Хрватското книжевно друштво. Убави Македонското културно друштво. Ми недостасуваат тие нешта на времето, во времето на Југославија, од јас паметам многу одамна. Имаше многу фестивали, вакви. И фестивали, и средби, како сакате наречете ги, но имаше манифестации. Како во Македонија, така и надвор во Македонија. Бев на неколку такви и навистина е прекрасно дружењето таму. Ѓорги, минатата година излезе Нишан, твојот препев на бугарски јазик. Кога ќе имаме нова книга на македонски јазик? Не знам всушност и дали ќе биде тоа книга песна или книга хаику, со оглед колку голема енергија всушност носи твојата хаику поезија. Да ти кажам право, срам ми е сега и пред тебе и пред гледачите, бидејќи при моето последно гостување на
Кај тебе, јас ветев, година веќе ги има, може би една, може би две, може би три, за сега се нула, нели, за оваа година плановите. Не знам, оно што го спомна со Нишан, Нишан е книга преведена на бугарски јазик, и тогаш најави во ноември ќе има промоција во Софија, во Македонскиот културен клуб, како беше клубот? Културен центар. Културен центар, ете така, во Софија, Македонски културен центар во Софија. Тоа не се случи заради пандемијата, заради строгите протоколи што ги имаше, па беше одложена за мај. Па во мај, наместо таа промоција, се случи еден друг настан кој беше разбирливо од приоритетно значење. Ти беше на тој настан. Македонски поетеси гостуваа таму и јас се уште чекам на датум, меѓутоа веќе оладен сум, да ти кажам право. Не знам. А работите што треба ти да ги потургаш, ајде овие не зависат од тебе, а што правиме со... А тие што треба јас да ги потурнам, ги имам во файл, ги имам, не знам. Не се уште склопени во... Немам конкретен одговор, оти ако уште еднаш ветам тогаш и тогаш ќе бидат, веќе следниот пат нема да те гостувам од срам. Во секој случај твориш. Тоа е многу важно, затоа што кога тогаш ќе се случи селекција, ќе се склопат песните во книга, меѓутоа која е динамиката на пишување? Кога најчесто пишуваш? Дали кога си преуморен? Дали кога остануваш многу време слободен? Кога сваќам дека оддамна немам ништо напишано, сега ќе напишам нешто, па ќе излезам надвор на терасата, па гледам по облаците, под звездите, по китките што ги имаме на терасата и сега барам нешто. Пишувам во последно време повеќе хаику, не сум напишал салам песна многу одамна, не дека хаикуто не се такви. Тоа се песни за мрзеливи луѓе, кој сака нека ме убеди. 3 стиха, 5-7-5 и готово си напишал песна. Но, ми недостасува тоа, сакам да бидам слободен. Нема многу време за таа работа, признам. Добро, ќе оставиме простор во период кога можеби така некако ќе решиш дека ќе се олабавиш од многу други обврски, па да зборуваме за... А материјалите ги имам, Суза. Знаеш, во неформален разговор не така одамна зборувавме околу тоа и пак ме праша, што правиш? Велам, имам, ги собрав и имам некои 120 песни, а ти ми вериш, па тоа се 3 книги. Да, ама... Како од тие 3 книги да направам сега една, значи пак треба седнување, треба истражување, треба таа е добра, да влезе таа не и така. Во секој случај, ние очекуваме дека наскоро сепак ќе не изненадиш со нова книга, затоа што... Не знам што значи за тебе наскоро. Па да речеме дека до почетокот на идната година да имаме една нова книга, за која што, затоа што 90% од работата е всушност завршена, материјалот е готов, работата е само малце да се турне, па може оф рекорд, нели, зад камерите и да ја туркаме работата. Ѓорги, ти благодарам за гостувањето. Драго ми е дека имаме можности да зборуваме за потврдите за она што го правиш и се надевам дека уште многу такви поводи ќе ни се случат. Дај Боже, нека биде така, ти благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете со програмата на Канал Виз.